Благодарам и јас ве поздравувам. Неколку поенти во овие две области, медиуми и јавната администрација. Дипломатскиот совет на СДСМ и денес на оваа седница оцени дека состојбата со медиумите во Македонија е крајно сложена. Владини реклами секојдневно во провладините медиуми. Клеветата не е декриминализирана. Извршен е упад во Советот на радиодифузија. Собственици на најголемите телевизии се синови или блиски роднини на коалиционите партнери на Груевски. Тоа е политиката на владата во оваа област. Вице-премиерката Арифи ветува дека проблемите во медиумската сфера ќе ги реши до септември, а диалогот фактички со новинарските здруженија е блокиран. Абсурдно е во ваква ситуација да се очекува да запрат секојдневните притисоци врз медиумите. Нема земја во светот што се дефинира како развиена демократија во која владата води некаков така наречен институционален диалог со новинарите. Едноставно постојат две неприкосновени категории во оваа област: слободата на медиумите и одговорно вршење на новинарската должност. Во развиените демократии новинарството е критичар и коректор на лошите политики на власта. Земјите од ЕУ така и разбираат фактички општествената позиција на медиумите. Затоа и последниве неколку години се случува Македонија да добие многу лоши оценки во однос на слободата на медиумите. Катастрофална е ситуацијата и во втората област за која зборувам, со јавната администрација. Сите апели и барања за подобрување на незината ефикасност фактички завршуваат со нови и постојано нови вработувања и со се погломазен државен апарат кој ја истоштува и без тоа слабата економија. За жал, за стручните и за успешните професионалци нема место во државните институции. Или ако се уште тамо, се крајно маргинализирани. Во буџетот се повеќе пари се одвојуваат за администрација, значи се зголемува и натаму бројот на оние што не работат ништо, дури и седат дома, а земаат државна плата. Тоа не е реформа, тоа се вика ескалација на проблемите. А ни власта не само што не ги решава, туку постојано ги товари врз грбот на граѓаните.